Дај, ние мора да работиме. Па не е коректно што молчите, ако пречувате нормално движење на луѓе. Вам кажете нешто и јурите се. Директно сте полиција. Ајде покажете ни го налогот. Сакам налог, ако има налог, добро, ако не, да молам тргнете со тоа. Зошто вратата е затворена, да ми дадете налог? Зошто ми ја затварате вратата? За легитимирање е во ред. Меѓутоа, зошто е затворена вратата? Зошто има блокада на вратата на АЕДа? Може јас да ви дадам лична карта каде и да ме сретнете. Не може да ми затворите врата кога доаѓам на работа и да не ми кажете зошто е вратата затворена. Може ли да ти затвориме како? Значи, не може да ми затворите врата. Јас не знам кој ви наредил вас, не знам дали наредбите стигнуваат по телефон, меѓутоа во оваа држава има закони кои што треба да се почитуваат. А јас мислам дека полицијата прва треба да ги почитува законите. Доколку имате налог, господине, и ми го покажете, тогаш ќе ви кажам зошто возилото не може да... Ќе ми кажете зошто. Која сум јас? Легитимација, да ме легитимирате, еве. Кажи на шефицата, на шефот, на кого сакаш кажи им, дека ние сакаме да си идеме дома и дека е срамота и за вас како власт, и за полицијава, да не можеме да си идеме дома. Не знам дали ме сваќаш, али ја ти кажувам дека овде полицајциве не ни дозволуваат да си идеме нормално дома као нормални луѓе по завршена работа. Каде? Од телевизија, каде? Каде да разговараме? Па не знам што се случува, ја ти кажувам тебе што се случува. Ама зошто вие, значи вие... Ајде кажи им на луѓето, сакам нека си работат они својата работа, немаме ништо против, ама ние сакаме да си идеме дома. Ајде, молим те да дозволи и да врши работа. Ајде. И зошто ми запишувате податоци, дали може да знам? А вие сега да влезете или да излезете? Јас ве прашувам зошто ми запишувате податоци. Ама зошто да знаете со кого сте разговарали? Кога за разговор полицијата запишува податоци, одговорете ми. Значи, постои нов закон да се запишуваат податоци кога полицаец со граѓанин прави муабет.